Продолжуваме со меѓународната анализа на Слободен печат, почитувани. Тука се моите колеги Дијан и Дијан. Ќе ви посакам добро утро и верувам подготвени за најновите случувања од светот да ги анализираме во следните неколку минути. Токму така, добро утро и за тебе, Александра. Малку пауза, некакви одмори, користење. Се надевам добро одморен, освежен делуваш? Така, да, секогаш, меѓутоа на нивото на задачата мораме да бидеме информирани и она што се случува во... Инаку за одморот да те подсетам, ние работевме ти дека беше на одмор, така. Каде мислиш дека беме на одмор? Додека ви одмаравте, така некако му дојде. Знае дека не следел и додека Секако, да. Секое утро емисијата ја гледав, гостите, содржината и така натаму, меѓутоа да не должиме со нашето фалење, можеме да предеме на она што е актуелно. Од актуелностите, Мадонович, што имаме од изутрината и од изминатата. Па имаме актуелности, еден куп од регионот преку Европа до Азија, до Југоисточна Азија. Ја би сакал да почнеме од она, од поширокото или поблиското соседство, ако можеме така да кажеме, во однос на Палестина, оној надплив што имаше на признавање на палестинската држава, некако сега добива некоја рачна кочница, ако можеме така да кажеме. Имено ја прочитавме веста за она што прво го направи, па потоа се предомисли словенечката влада, имено од информациите кои што медиумите ги споделува, владата ја стави на словенечката влада ја стави на резерва на одлука за да се признае палестинската држава. Според оние податоци кои што се достапни, предлогот ќе се одложи за референдум поднесен од опозицијската Словенечка демократска партија. Под притисок на опозицијата и на протестите кои вчера беа во Љубљана како резултат на негодување на признавањето на палестинската држава, словенечкиот парламент денеска треба да расправа, но ќе расправа за признавање на Палестина, но нема да гласа. Сега тој референдум каков и да биде не е обврзувачки, значи Словенија ако одлучи може да ја признае независноста на палестинската држава, така да ќе видиме како ќе протекне денот во нивниот парламент и каков ќе биде конечната одлука на официјална Љубљана, но повеќе од јасно е дека бранот на признавање на Палестина започна. Ирска, Шпанија и кој беше уште тамо од државите, веќе ја призна, почна и други држави да ја признаваат, арапскиот свет тек допрва ќе го признава. Значи, бранот на признавање на независноста на палестинската држава започна, останува нејасно како и што ќе биде откако ќе се реализира планот на Бајден од 3 точки. Ќе подсетам, председателот на САД Бајден во обид да ги смири овие негативни ефекти врз неговата председателска кандидатура, значи со губење на многу гласови како резултат на бруталноста на израелската армија во справувањето со терористите на Хамас, при што има голем број на цивилни жртви и на воопшто последици врз цивилите. Направи план од 3 точки и јас ќе го повторам она што го реков и вчера, а тоа е дека со планот 3 точки први не прекидна огнот од 6 недели, второ е повлекување на израелската армија и трето е санирањето на сите последици, дозволување на локалната самоуправа да ја преземе власта. Останува незајасно во тој план дали тоа де факто значи независна палестинска држава. Сад се разбира се не ја признаваат, но со овој план кон тоа алудира. Што тоа ќе значи? Што тоа ќе значи во она меѓународна дипломатија, односи, Обединетите нации? Видовме како функционира и во односот на Сребреница, на носењето на резолуцијата, домот на демократијата. Видовме дека се разнишени, дека некои работи се тегнат чисто од политички карактер, ако можеме така словено да кажеме. Колку е сега овој дел Обединените нации ќе имаат улога во ова признавање? Како тоа ќе се одвива и колку големите сили исто ќе ги кршат копијата? И едно
прашање дали воопшто функционира домот на демократијата, на светската демократија? Не, Обединетите нации се покажаа тотално слаби, тотално неважни, тотално не на висината на задачата. Дали може би треба да се реорганизираат, дали може би треба да се укинат, јас стварно не знам. Може би сум премногу критичен кон тоа, но Обединетите нации беа замислени да бидат медијатори во сите овие недоразбирања меѓу државите и нивното да биде последно. Во најмала рака да имаат авторитет, кој ќе се појави тој и тој генерален секретар на Обединети нации, да има статус поголем од председателите на државите. Гутереш, како и неговите предходници, до 10, ја неким да зборам во 70-тите како било, но од 90-тите наомо генералните секретари на Обединетите нации се или во служба на големите сили, ќе го потсетам оној Кофи Анан и сите оние, да не ги редам по имиња, може ќе сгрешам некој, каде што климаат со глава или гледаат немоќно и би рекола немично во одлуките на големите сили. САД и Британија одлучија да го нападнат Ирак 2003, Обединетите нации се бунеа, полноправната земја членка Франција стави вето, ја заобиколија го урнаа режимот на Хусеин. Истото се случи со арапската пролет и сега да не зборувам за СРА 1999. Значи, Обединетите нации буквално немаат ништо, па дури и овој меѓународен кривичен суд што е подигнат обвинение против Нетањаху, против Путин. Па против Путин да не зборувам, па дојдовме во ситуација, нели, ако Нетањаху за жал веќе нема да може да ја види Норвешка, бидејќи Норвешка бе единствена од тие држави кои излезе и рече ако дојде Нетањаху на наша територија, ние ќе го апсиме. Сакам да кажам, Обединетите нации, како и Европската унија, се покажаа едни гломазни бирократски апарати за средување на лични екзистенционални причини, кои сака нека ми замери, но нека ми даде еден аргумент што тоа Обединетите нации до сега посредувале за да се смират работите. Каде и да влегоа и нивните плави шлемови, сини шлемови, само продолжија судирите и потоа мораше да влегува НАТО или Русија или во зависност во кој дел од светот се наоѓа. Да прецизираме, планот на Бајден од 3 точки Нетањаху неволно го прими, но од друга страна ултрадесничарите во неговата влада не го примаат тој план и се ризикува тие да се повлечат од владата во Телавив. Ако се повлечат, ќе падне владата на Нетањаху. Кој ќе го спроведе после тој план на Бајден? Особено што и самиот Бајден веќе му се бројат деновите од аспект на председателската функција. И колку ќе може Бајден 2 месеца или 3 пред изборите да се гласа во САД за негов реизбор или да го спречи Трамп да му го земе изборот, ќе може со Израел да се занимава, така да ми делува ова форма без суштина, особено што Израел се согласи, но се уште не ги пушта затворениците, а како врв на трагедијата, морам да кажам, е ова информација до тринава дека уште 4 од заложниците киднапирани на 7 октомври починале, се убиени или како веќе им е завршена нивната судбина. Така да, ако продолжи ова вака, освен што ќе има цивилни жртви, ќе нема веќе ни за што да се преговара, па и Израел ќе нема зошто да и попушта и да преговара, па дури и да има уште поголем притисок од Соединетите американски држави. Бидејќи ќе потсетам, за разлика од планот на Бајден, планот на Нетањаху беше да ги врати окупираните територии на западниот брег и појас од Газа, под образложение дека откако нема војска таму, се случи она што се случи на 7 октомври, вака тие ќе може да ја контролираат. Се бара и укинување на Хамас. Колку е возможно тоа? Види, Хамас може да го смени името. Но проблемот со Хамас е нешто друго. Проблемот е што повеќе годишното гето, тоа многу пати сме го зборувале, се раѓа нови генерации во гета меѓу палестинците кои сите беа Хамас. И сега е проблем. Хамас се сите тие луѓе таму кои под своји причини, поради таквите причини какви што повторно тука обвината гледам во Обединетите нации, кои освен некој пакет со вода и храна, ништо не направи меѓународното право. Меѓутоа овде исто би сакал едно поконкретно прашање. Види, меѓународно право може постои, нема меѓународна правда. Правда и право не е исто. Знаеш, ние не живееме од правото, живееме од правдата и тоа е проблемот. Правдата ја нема таму.
ќе се разводне ли конфликтот во Газа во однос на претседателските избори, во однос на дали може да имаме некакво пресликување од она што ни се случува во Украина, да го гледаме не дај Боже во наредните 5 до 10 години? За жал мислам да, освен ако не беше лапсус она што го рече Бајден пред месец дена дека единственото решение за конфликтот во Газа е формирање на независна палестинска држава. Тоа го каже еднаш и никогаш повеќе. Подоцна го смени и односот, ако го условуваше Нетањаху да ја прекине војната, после некое време се заврши таа реторика и Израел доби финансиска помош во оружје за одбрана. Демек она со Иран, она беше аргументот, но генерално сигурно тоа оружје што го добија не го чуваат за Иран, туку го користат во појасот Газа. Не знам како ќе испадне, бидејќи како што не е јасно ни, знаеш, малкумина у јавноста се занимаваат и што се случи со седиштето на владата на Израел, Тел Авив или Јерусалим. Ќе те подсетам, имаше и наплив за признавање и за префрлање на... Тоа беше во времето на Трамп. Сега па ако Трамп дојде, што ќе биде па тоа? Околу Газа. Повторно во Јерусалим. Во Јерусалим, кој е град на сите вери. Имаше, извини што ќе те прекинем, имаше една интересна изјава на Трамп викендов, дадена, претпоставам, за некој боксерски меч во САД кој што се одвиваше, на кој што поранешниот претседател кандидат на републиканците присуствуваше, каде што пред присутните се обрати на социјалните мрежи, кажа дека секако де факто ќе прекине војната на Блискиот исток во Газа. Не знам како планира да ја прекине, бидејќи повторно ќе кажам, и неговите ставови, дека беше со неговата администрација, беа проблематични. Тој тогаш го направи раздорот меѓу меѓународната заедница и на некој начин почнаа државите се ги нарушуваат односите. Кој отишол во Јерусалим, се конфронтира со Палестина и муслиманскиот свет. Кој останал во Тел Авив се конфронтира со израелската држава и сега знаеш многу од државите, особено овие држави тука во обкружувањето кај што сме ние, беа збунети за тоа што е постапката правилна, бидејќи Трамп инсистираше на Јерусалим, кога дојде до смена во Белата куќа, новата администрација која е сега во заминување не инсистираше. Така да ми се чини конзистентноста на светската политика се менува од саат во саат, од час во час. Повторно ќе кажем, Израел и Украина се заложници на американската председателска кампања, да беше власта во Белата куќа, да не беше во реизбор, веројатно ќе имаше поконкретни чекори, па можеби побрутални, но можеби поконкретни. Сега вака вржани раце, камен околу вратот Нетањаху со политиката на Бајден. Трамп тука искористува ваков политички поени, особено во предизборна кампања. Не верувам, значи и Израел има услови, и палестинците имаат услови, и Украина има услови, и Русија има услови. Сите тие услови, доколку не се исполнат, а некој прифати, одстапи од условите, ќе биде губитничка страна во конфликтот. Значи, во интерес на времето ни остануваат уште неколку минути да искоментирам и она што ни доаѓа од Европа, односно од Украина. Информациите дека земјите од Балканот, односно од Балтикот, се подготвуваат за лош сценарио, се зацрснува нивната копнена обрамбеност, ако можеме така да кажеме, од она што успев да прочитам изутринава, се копаат ровови против Русија, рекрутите вежба. Меѓутоа, оваква една слика се повторува си овие 10 години, особено сега, откако е инвазијата 3 во изминативе. Некоја новина, некоја новост? Па новина нема. Земјите од Балтикот со Полска се подготвуваат за најлошото сценарио. Сега моето прашање е, тоа НАТО се подготвува или овие си се собрале? Значи, тоа е една дволичност со целата политика. НАТО, ама не е НАТО, значи, Литванија, Летонија, Естонија плюс Полска се подготвуваат. Дали е тоа НАТО? Тоа е источното крило на НАТО. Ама сега не е. Дали е НАТО или земјите од Балтикот и Полска? Значи, тоа се тие работи кои знаеш, во медиумите, сега многу е тешко ние да коментираме од тука што и како. Плюс Франција, нели таа рече и она ќе се вклучи. Но дали е НАТО? Еве, ние сме земја членка НАТО, ние се подготвуваме ли овде? Значи,
Тоа се тие недоречености. И Шведска и Финска исто, нели? Значи, тие земји се подготвуваат под образложение дека Путин планира да продолжи кон Европа. Тоа е работната верзија на целата приказна. Тоа можеме да го прочитаме во медиумите. Они велат така, но ја повторно неколку дена го зборувам, пак ќе кажам. Има мировна конференција на 15-16 во Швајцарија, каде што е мировна конференција за Украина, во која има еден мал детал, ја нема другата страна за да има мировна конференција. И сега Португалија и Холандија веројатно ќе се договорат за Украина. Но што правиме со Русија? Не е поканета Русија како гест на поддршка. Поканети од Си Џинпинг и Кина не доаѓаат, ни кинеска делегација не доаѓа, а поканети од Бајден од страна на Зеленски, што требаше да е тежина на тој самит, исто не доаѓа, ќе дојде американска делегација, колку што разбрав, неговата подпредседателка Камала Харис, која... Еве накратко што наговестува ова лето... Пропадната конференција според мене. Они можат да се договорат кои се следните чекори на Западот кон Русија и без таа конференција ќе направат самит на НАТО, ќе направат самит на ЕУ, ќе направат самит на било што. Вака пропаѓа мировната конференција, пошто и идејата беше пропадната. Правиш мировна конференција, а едната завојувана страна не ја каниш да дојде. Дополнителен проблем е дозволата на ова оружје со далек дострел, да се користи Украина има право да се брани. Немаме тука дилеми, таа е нападната, има право да се брани, но сега повторно улогата на Западот. Наместо на таа мировна конференција да излобира Русија да дојде, Русија сакаше да дојде, таа вели не ве каниме, вие за нас не постоите, па со кого имаме конфликт онда ако не постојат? И дополнително им даваш дозвола, значи масло на оган даваат. Повторно ќе кажам, Русија не е во право, но Русија ја нападна Украина, освои 4 територии, уште не се скроз освоени, но вели, ние ќе ја запреме доколку вие не ги признаете овие 4 територии, да не ги подсетам Луганск, Донецк, Херсон и Запорожје, доколку не ги признаете тие територии дека се дел од Руска Федерација, ние запираме со војна и преговараме. Овие велат нема да ве дозволиме, овие велат онда добро и толку. И сега повторно се врти се во круг, но тоа што се врти во круг не е ни толку важно. Важно е дека луѓе гинат. Токму така, од час во час и не се статистички бројки, меѓутоа Дејан одека сем освен ако не успев нешто да те запрашам и да додадеш, би го прекинал. Па добро, само за крај ќе кажам дека дојде до Сребреница и геноцидот беше точка на преливање на чашата кај Додик и Република Српска кои најавија неколку работи. Прво бараат мирно раздружување, второ ја блокира иницијативата на Сараево за воведување на санкции кон Русија и трето иницијатива градот Сребреница кој е нели таму да се смени името, да му се даде некој друго име постаро, сега не ме фаќа за збор, не се сеќавам, со цел да не биде поистоветување на геноцид Сребреници, да буди некои лоши чувства и кај жртвите, но и кај целиот народ кој тие велат дека е инкриминиран со оваа резолуција. И она што е интересно, Додик е во Русија, повторно ќе се сретне со Путин, што само кажа дека Република Српска ќе остане последното упориште, сериозно упориште во Европа со руско влијание, од каде па може да се влечат многу разноразни геостратешки потреби, потези по потреба. Тука и Косово, тука и Косово е после, но ова ќе биде базата. Имаме и други емисии, други гостувања. Оставете нешто и за утре, тоа сега да ви кажам. Александра се извинува, малку навлеговме во терминот за најавата на гостите на останатиот дел од емисијата. Нема потреба од извинување, секогаш е задоволство да ве слушаме. Благодарам што и утринава ја разубавивте емисијата и појаснивте некои работи кога се работи за светските случувања. Верувам дека секогаш интересни и за нашите гледачи.